Врховен судија лежи во затвор за мито. Виш обвинител е под истрага и суспензија за злоупотреба и малтретирање на вработени. Судир на интереси кај членовите на судски обвинителски совет. И покрај тоа што судството пука по сите шафови, и Европската унија како и сите домашни институции и организации постојано критикуваат за состојбата. Тоа не допира до судиите и обвинителите. Спасот со состојбата се радикални промени, и тоа итни законски измени, разрешување на суди и обвинители без интегритет и воведување на силни контролни механизми, предлага председателот на Transparency International Благоја Пандовски. Промена на законите за суди, законите за јавни обвинители, законот за судски совет, законот за совет на јавни обвинители, понатаму би вклучувале разрешување на сите оние суди и јавни обвинители на кои местото не име таму, бидејќи очигледно при толку проблеми во судството и јавното обвинителство станува веќе и проблем на интегритетот на самите луѓе кои ги обавуваат овие функции. И на крај мора да се направат ефективни, ефикасни механизми за контрола на нивната работа. Пред се треба да се воспостави независни и објективни, треба да се изберат независни и објективни членови на Советот на суди и Советот на јавни обвинители. Покрај нискиот морал и кредибилитет на судиите и обвинителите кои според сите информации што излегува во јавноста работат за лични, партиски и семени интереси, судството е во очајна состојба бидејќи кубури со кадар, појаснува Пандовски. Новите 130 кандидати што председателката на Академијата за суди и обвинители Наташа Дамјановска-Габер сакаше да ги протне за време на избори, направија уште поголема дупка во дефицитот од суди и обвинители. Системот е каша попара, а тоа е забележано и во последниот извештај на Европската комисија, коментира председателот на Transparency International. Ваквата ситуација, надоврзана со тоа дека фалат околу 162 двајца суди за судството да функционира нормално, околу 100 обвинители, рачунете дека 60 суди веќе и треба од постоечките да додат во пензија, што уште повеќе ќе зголеми кризата за недостаток на суди. Ваквата криза произлегува од оние неуспешни 130 кандидати кои требаше да влезат за време на изборите, после кои директорот на Академијата си даде оставка. Корупција, непотизам, всадени семени стебла и блиски релации со политички врвови се главните карактеристики на судиите и обвинителите изминативе години, за кои што медиумите известуваа. Премиерот коментираше дека борбата за спас на судството ќе биде долга и тешка, поради жилавата инсталација на СДСМ и ДУИ во судските редови. Сепак, тој уверува дека победата ќе биде извојувана. Европската унија пак спас бара во реформи и имплементација на извештајот на оценската мисија, што влезе во судски совет по неколку месечното скандалозно однесување на членовите. За сега, содржината на извештајот не е позната на јавноста.